Се почна после мојот 8-ми роден ден. Имавме и торта. И после тоа татко ми многу почна да пие и се караа со мајка ми постојано. Така се растури се. После тоа ме праќаа по улици да просам. Постарата сестра веќе просеше по улици. Еден ден таа ми кажа за едно место, еден празен хотел. Кога имала само 11 години, тогашниот нејзин партнер кој бил постар од неа и наоѓал клиенти, а парите ги земал за него. Породцна била сместена кај баба ѝ. Баба ми со сила ме омажи за еден глувонем. Тој многу ме малтретираше сексуално. Не можев да издржам и избегав, отидов пак кај баба ми. Таа пак најде друг дечко и пак ме омажи. И има веќе 14 години. Оваа девојка, чијашто судбина е прикажана во документарниот филм Мизле, се само една од жртвите на трговија со луѓе во земјата. Таа сега има 15 години и е сместена во шелтер центарот на невладината организација отворена портала Страда, каде добива психосоцијална, здравствена и правна помош и продолжува со образование, денес е целосно излечена од зависности. Минатата година, во текот на 2023 година, кај нас во Центарот за жртви на трговија со луѓе беа сместени вкупно 11 жртви и предпоставени потенцијални жртви на трговија со луѓе, кои што сепак се девојчиња на возраст од 10 до 17 години. Според нашите податоци, најмалата возраст е 8 годишно девојче. Таа вели дека состојбата со трговија со луѓе во Северна Македонија е загрижувачка, затоа што 90% од жртвите во последните неколку години се девојчиња на возраст од 12 до 17 години, што ја нагласува итната потреба од интервенција од државата да заштити и подршка на оваа ранлива категорија. Сепак сметаме дека оваа бројка не е реална бројка и дека државата треба малку повеќе работи во однос на идентификација и откривање на жртвите на трговија со луѓе. Со развојот на технологијата сериозен проблем станува и онлайн трговијата. Интернетот станува алатка за регрутација и експлоатација на жртви, особено на децата. Во нашата држава веќе е идентификуван еден случај на онлайн експлоатација пред 2 години и тоа токму со најранливата категорија, дете на возраст од 14 години, кој е било мета на онлайн предатор уште од 9 годишна возраст. Случајот е со меѓународни размери, сторителите се повеќе од балканските држави кои биле поврзани во цела една балканска мрежа каде експлоатирале дета. Најчесто факторите на ранливост кои ги карактеризираат повеќето жртви се сиромаштијата, родовата дискриминација, семејното насилство, возраста, здравствената состојба. Во центарот на Страда моментално се сместени 6 девојчиња, а од 2005 година откако тој е отворен из него поминале повеќе од 200. Во првите 5 месеци од 2024 година не се регистрирани случаи и не се поднесени кривични пријави за сторени кривични дела трговија со луѓе. И минатата 2023 полицијата нема поднесено кривични пријави за трговија со луѓе, додека преку апликацијата Црвено копче примени се 2 пријави за трговија со луѓе. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.